Одличен надпревар на крајот Вардар со бодовите во Скопје. Па можам да кажам едно одлично полувреме во првите 30 минути, каде што и самите видовме дека можеме да играме со Вардар. Не правевме многу технички грешки, игравме во одбрана феноменално, но во другото полувреме почнаа тие технички грешки. Мислам дека заморот дојде во предност тука и тоа го одлучи ова второ полувреме и надпреварот, така да треба да извлечеме поука ни од овој надпревар. Тие технички грешки мора да ги намалиме, каде што уназад на надпревариве ги имаме доста и тоа е тоа. Тоа е спортот, не можеш секогаш да победиш. Му честитам на Вардар за победата, вистина се вратија од негативен резултат и победија и свака му чест. Го започнавте второто полувреме без голман. Дали тука некаде и Вардар го пати преклучокот и ја превзема контролата на надпреварот. Колку е тактички тоа беше подготвено пред да дојдете во Скопје? Па добро, знаете, во средина има доста високи играчи Вардар, каде што многу е тешко да ги препуцаш. И тие делови кај што игравме 7-6, мислам дека се одлучувачки, промашивме и дадовме 2-3 топки во раце кај нив и се вратија во игра и мислам дека тоа го одлучи надпреварот. Повторно пред скопска публика, какво е чувството? Феноменално, вистина има Вардар прекрасни навивачи и да се игра во оваа сала и пред оваа публика и пред македонски навивачи е феноменално.